Good evening, this is Peter Vertkovsky on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle in Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечервак имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкасел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкасел, Австралија, Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение за школото и игралната група овде во Ньюкасел, во нашиот град. Придружете се на часови по македонски народни игри и танцови, да ги откриете енергичните ритми на традиции на македонската култура преку овие танцови. Дојдете секоја среда од 5 сато после пладне во нашиот македонски културен центар на 14 School Street, Бродмедо, за да научите традиционални македонски ора во забавна и пријатна атмосфера. Еве зошто треба да се придружите. Прво, поврзете се повторно со нашата македонска култура. Воздигнете го богатството и наследството на Македонија, а потоа пренесете го на идните генерации. Второ, запознајте нови пријатели. Изградете нови и трајни пријателства со наши луѓе со заеднички интереси. Трето, останете активни и здрави. Танцувањето е одличен начин да останете фит, додека се забавувате со пријатели од македонската заедница и пошироко. Четврто, научете нови ора и начин за како да се приклучите за свадби, прослави и гранки во македонската заедница. Преку овие ора и танцови. За сето ова не е потребно искуство. Сите возрасти се добре дојдени и вклучувајќи ги и најмалите деца, млади и возрастни, добре дојдени. Ве очекуваме сите заинтересирани секоја среда од 5 сато после пладне во нашиот македонски културен центар во Ньюкасел. За повеќе информации обратете се на Facebook страницата на македонската заедница овде во Ньюкасел. Сите заинтересирани за бидат членови во нашето македонско пензионерско друштво Гоце Делчев од Ньюкасел може да си ја плата својата чланарина за ова година по $10 по лице. Исто така чланарина може да си платите и за македонска заедница при Македонскиот културен центар овде во Ньюкасел по цена од $15 по лице. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 28 и недела на 29 јуни. Како што сите знаеме, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар
овде во Нјукастел секој вторник од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30. После тоа се дава ручеко. Сите заинтересирани за ручек во вторник, јавете се кај Сузила Имановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. А сега нешто да проследиме од вестите од Македонија. Мицковски вели: ако извештајот повторно не се изгласа, проблем не се бугарите во уставот, туку македонскиот идентитет. Ако гласењето за извештајот за напредок на Македонија биде одложен и на 24 јуни во Брисел, тоа ќе значи дека сепак проблем е македонскиот јазик и идентитет, а не вметнувањето на бугарите во македонскиот устав. Според премиерот Мицковски, бугарски политичари директно лобирале во Брисел да се пролонгира гласењето, стравувајќи од протестен бран, бидејќи во исто време во нивниот парламент требало да помине законот за еврото. Околу обвинувањата на сметка на Вајц дека работел со македонски власти под маса за да се одложи гласењето на извештајот, Мицковски вели дека еднаш го има видено во животот и тогаш не разговарали лично. Смета дека е право на нашата влада насекаде во светот да се бори за македонските интереси. И официјална Софија и Скопје одложеното гласање на извештајот за Македонија на 4 јуни го протоколува како дипломатска победа. За бугарите и нивните пратеници беше мудра и одговорна одлука, додека за македонската страна јасен сигнал дека во оваа битка во Европскиот парламент победата е на македонска страна. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски присуствувал на свечениот прием организиран од британската амбасада по повод роденденот на неговото височество кралот Чарлс III. Пријателството помеѓу двете земји е на највисоко ниво. Македонија има силен пријател, објави Николовски на социјалните мрежи. Ивановски ексклузивно за Курир открива дека ќе започне градбата на брзата пруга во Македонија. Доцнењето на државата не одговара, ама им одговара на компаниите кои што градат. Затоа многу важно е да се заврши градбата во овие предвидени 5 години, па и да оставиме простор да бидат 5,5 откако да се почне и тој проект да се одолговлекува, што е можно подолго, рече тој во надказ. Македонија конечно ќе добие брза пруга, оцената како квантен скок во македонските сообраќајни инфраструктурни дејанија. Првиот човек на МЖ инфраструктура Синиша Ивановски, ексклузивно за натакт за Курир, открива дека очекуван старт за брзата пруга би бил некаде ова есен или зима, а очекувано завршување на градежни работи е 5 години од моментот на започнување. Сепак оценува дека многу поважно од фактот кога градбата ќе почне е истата да биде завршена во предвидениот рок. Се работи за инфраструктурен проект кој ќе биде најголем во нашата историја. Со такви проекти нетрпението да се почне е големо. Големи се очекувањата, па и најавите дека ова есен ќе почнат некои првични активности. Но, од друга страна, и некое мое лично објаснување е дека не мора толку и да брзаме. Дали првата градежна машина ќе удри на терен во ноември, декември или јануари, или фебруари, и не е многу важно, рече тој. Најголем предизвик е да завршиме на време. Од техничкиот аспект има предизвици поради тоа што кај нас во државата покрај секој инфраструктурен проект за транспорт веќе нема земјиште на Република Македонија. Скоро секаде е од приватни сопственици. Главни предизвици се имотно-правните односи, колку што можеме да ги избегнеме, да ги сведеме на минимум. Покачување на брзината е предизвик кој што е техничко-технолошки доста решлив. Тука
не гледаме некој сериозен иден проблем, туку го гледаме во нетрпение, истакна Ивановски. Нешто и за спортот. Пандев вели, да се прават промени во Македонија е многу тешко, но ние сме оптимисти за иднината на Македонија. Најдобриот македонски фудбалер на сите времиња, Горан Пандев, неодамна презеде нова улога во Фудбалската федерација на Македонија со единствена цел да изгради подобра иднина на македонскиот фудбал. Горан Пандев, кој пред 6 месеци беше назначен за спортски директор на македонските репрезентации, на интервју Футмобил зборуваше за големите предизвици кои стојат пред новото раководство на федерацијата. По долги години гордо носење на дресот на репрезентацијата се чувствував почесен што сум поканет од Масар Омерагич, новиот избраниот председател на Федерацијата на Македонија за фудбал, да бидам дел од новото раководство на Фудбалската федерација на Македонија. Да се прават промени во Македонија е многу тешко, но ние сме сите оптимисти за иднината. Председателот Омерагич неуморно работи на предизвиците со кои се соочуваме, но со нашето значење и поддршка се надеваме дека ќе подобриме, вели Панде во интервју. Македонската фудбалска легенда се осврна и на односот со селекторот на репрезентацијата Благоја Милевски. Горан Пандев се повлече од играњето меѓународен фудбал, откако Фудбалската федерација на Македонија реши да не му понуди нов договор на тогашниот селектор Игор Ангеловски, а местото му го понуди на Благоја Милевски, кој беше селектор на под 21 година. Нашиот однос би го опишал како професионален. Добро ги започна квалификациите за светското првенство 2026 и се надевам дека ќе не направи стрикни и ќе не однесе на нашето прво светско првенство. Сепак тоа е оној што ја одлучува својата судбина. Бидејќи резултатите се огледало на работата на тренерот и му посакува многу среќа, истакна Горан Пандев. Единствениот настап на едно големо фудбалско надпреварување, Европското првенство 2020, македонската репрезентација го има обезбедено, предводена од тогашниот капитен Горан Пандев. Почитувани слушатели, да проследиме една убава желба. На нашите пријатели Цане и Лилијана Цуцумановски му ја честитаме 50 годишнината во брак, исто му посакуваме уште долги години заедно со нивните најмили и најблиски во фамилијата. Исто така на Лилијана и го честитаме 75-тиот роден ден и многу здравие, голема среќа и успех во иднина. Sila, mi davaš krila, majčice najmila. Samo jedna je majka, srce vo znaje, jedna ke ostane. Tvoja ta posebna sila, pak bi je dala za mene majčice. Angel čuvar ti si, da je noke
надежно ми дава. Да си жива, мајко, да си здрава. Среќа, љубов, надежно ми дава. Да си жива, мајко, да си здрава. Само една е мајка, срцево знае, на светот една е. Ти со ангелска сила ми даваш крила, мајчице најмила. Само една е мајка, срцево знае, една ќе остане. Твојата последна сила, пак би ја дала за мене, мајчице. Срцево знае, на светот една е. Ти со ангелска сила ми даваш крила, мајчице најмила. Само една е мајка, срцево знае, една ќе остане. Твојата последна сила, пак би ја дала за мене, мајчице. Твојата последна сила, пак би ја дала за мене, мајчице. Што тргна, горски хлеб да печали, тугината црна. Господе, луѓе мислат лесно Господе, нека бидам јас последен. Наши деца, немојте исти грешки век стари да повторите. Земји, туги, болки, наши деца, доста е. Само една мајка е на македонците. Се вратите, тогаш се ќе сватите. Господе, луѓе мислат лесно Господе, нека бидам јас последен. Земји, туги, болки, наши деца, немојте исти грешки
dosta je, samo jedna majka je na Makedoncite. Odamna ne sum pominal po tvojta tesna ulica. Večer vativko doagam, so tebe da se nasladam. Večer vativko doagam, so tebe da se nasladam. Kaži mi go pado do tvojta postela, tamo da te ljubam cela nedela. Kaži mi go pado do tvojta pernica, tada mi bide posledna stanica. Otvori porti olovni, pušti me vo tvoji odaji, da smiram želba ognjena, so tvojta usta medena. Da smiram želba ognjena, so tvojta usta medena. Kaži mi go pado do tvojta postela, tamo da te ljubam cela nedela. Kaži mi go pado do tvojta pernica, tada mi bide posledna stanica. Kaži mi go pado do tvojta postela, tamo da te ljubam cela nedela. Kaži mi go pado do tvojta pernica, tada mi bide posledna stanica. Kaži mi go pado do tvojta postela, tamo da te ljubam cela nedela. Kaži mi go pado do tvojta pernica, tada mi bide posledna stanica. А сега, почитувани слушатели, ќе слушнеме една убава песна од најстарите времиња. Песната носи наслов Марко пијаницата, во исполнение на Анета и група Молика. Да ја слушнеме. Srekna su majko
odreća, negde će te sokrija, grob sto groba će pokrija. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izvira. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izvira. Vekovi, vekovi, zajedno će mineme, drevna zemljo makedonska. Така е пишано, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Векови, векови, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Drugi da te predada, možda se što da izmisla. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izviraš. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izviraš. Vekovi, vekovi, zajedno će mineme, drevna zemljo makedonska. Така е пишано, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Векови, векови, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Ти без мене, јас без тебе. Zar za mene
душмани, нека пукне нашите душмани.
кажи сега се. Еј, Тодоре, Калев Тодоре, што ми креваш јадове? Еј, Тодоре, Билбер Тодоре, ајде кажи сега се. Da fino, aj da fino vino crveno, momčeto, aj momčeto ti je zaspalo. Momčeto, aj momčeto ti je zaspalo. Nakara, aj nakara kamen planira. Majstore, majstore, dušava mija razbole. Kaži što mi zori, srce što mi gori. Majstore, majstore, kaži što mi zori, srce što mi gori. Majstore, majstore. Ej, vidi Pavle Meraklija, na vinu i na lukarakija. Ej, vidi Pavle Meraklija, na vinu i na lukarakija. Твоите очи лено мори, воденски череши се. Дај ми ги на мене, јас да ги изедам. Мерак лено мори, мерак да ми помини. Севда моја, севда да ми излези. Да проследиме нешто и за здравието. Алкохолот ја зголемува опасноста од мозочен удар и кај помладите лица. Пиењето алкохол на возраст меѓу 20 и 40 години представува ризик од мозочен удар. Луѓето кои пијат умерени до големи количини алкохол се повеќе изложени на опасност од оние кои пијат помалку или воопшто не. Научниот труд е објавен во списанието Neurology, нова книга. Намалувањето на алкохолот кај возрастна група од 20 до 40 години може значително да ја намали опасноста од мозочен удар кај младите. Истражувачи од Националната универзитетска болница во Суел работеле со доброволци кои биле подложени на 4 медицински прегледи и дале информации за своите навики за пиење. Сите пациенти биле следени 6 години. Според податоците, потоа луѓето кои пијат најмалку 105 грама алкохол седмично може да се дефинираат како умерени или тешко алкохоличари. Нискиот внес е однаков на помалку од 105 грама алкохол во седмица. Стандарден пијалок во Америка содржи 14 грама алкохол. Тоа е еднакво на 340 милилитри пиво или 140 милилитри вино. Младите луѓе на возраст меѓу 20 и 40 години, кои пиеле најмалку 105 грама
2 или повеќе години, потоа имале 20% поголема веројатност да добијат мозочен удар, отколку оние кои воопшто не пијат или кои пијат помалку. Ризикот се зголемува во текот на годините и потрошувачката. Спиењето на стомак влијае тешко на човечкото здравје. Според лекарите не треба да се спие на стомак, бидејќи тоа може лошо да влијае на човечкото здравје. Доктор Шерил Литори од Јорк, Велика Британија, наместо тоа препорачува спиење на страна, особено за оние кои рчат или имаат апнија при спиењето. Спиењето на стомак имено може да предизвикува оштетување на рбетот, зглобовите и нервите. Оваа положба може да предизвикува и респираторни проблеми. Положбите во спиењето што вршат прекумерен притисок врз рбетот, како што е лежењето на стомак или кога сте скутнато свиткан во така наречена фетална положба, водат кон непријатност. Овие положби често доведуваат до неправилно пораметување на рбетот и зголемен притисок врз вратот и долниот дел од грбот, што може да води до хронична болка и нарушени навики на спиење, појасни докторот Литрој. И физикалниот терапевт Џордан Дехара вели за облажување на болките во зглобовите се препорачува спиење на страна. Може и лабава фетална положба, но со перница меѓу нозете или лежење на грб со перница под колената. Тоа според лекара го намалува отпорувањето на долниот рбет и колковите. Стручњаците ја нагласуваат важноста на изборот на вистинската перница за помирен сон и подобро здравје. Попладневната полчасовна дремка ги прави луѓето повнимателни. Попладневната дремка од околу 30 минути му овозможува на мозокот да се одмори на начин што ги прави луѓето повнимателни при работата и другите активности, според сите стручњаци. Знаеме дека тоа е лесен и корисен начин за брзо зајакнување на својата будност, концентрација, продуктивност, креативност и расположение, изјави истражувачот Џајмс Мас, професор на Универзитетот Корнел. Во својата книга тој вели: се што мора да знаете за спиењето, но сте премногу уморни за да прашате. Тој пишува дека скоро сите луѓе доживуваат попладневен пат на енергијата. Ова се должи на деноноќниот ритм на телото, кој што ги вклучува двата периода на поспаност на секои 24 часа, еднаш навечер и вториот меѓу 14 и 16 часот. Во текот на ноќта луѓето минуваат низ неколку 90-минутни циклуси за спиење, поделени во 5 фази, од лесен до длабок сон, при што најдлабокиот е кон средината. Дневниот сон го следи истиот циклус, поради што Мас, докторот, не препорачува едночасовна дремка. Будењето од толку длабок сон може да потрае и до 1 час за човек да се врати во нормала, благодарение на така наречената инерција на спиењето. Тоа е како малку да влезете во режим на ниска потрошувачка на енергија и да му дозволите на вашето тело да се опорави, изјави Сара Медник, авторка на прирачникот Дримнете. Променете си го животот со совети за дремката. Стручњаците веруваат дека кратките дремки не му попречат на моќниот сон, се додека не се случуваат подоцна во денот. Се препорачува исто така дремката секој ден да се случува во исто време. Да видиме што е нешто за нането. Убаво мириса и лечи. Сите го имаме ова растение, а не знаете дека е ефикасно за алергии на домашна прашина. Ароматичните листови од нане содржат есенцијални масла, танини, холин, пектин, скроп, горчливи материи, трипофан, како и ментол, ментофуран, изоментол, ментил, ацетон и лемонен. Ова лековито растение има антисептично, аналгетско,
антибактериско, антивирусно и смирувачко дејство. Иако на нашите простори најчесто се користи за проблеми со стомакот, исто така е корисно за респиративни заболувања. Покажува одлични резултати во санирање на алергии, особено оние на домашна прашина. Како што вели фототерапевката Рамиза Идризович за весникот Телеграф, нането позитивно влијае на зајакнување на имунитетот, ја забрзува циркулацијата и го чисти крвотокот, а исто така е ефикасно за ревматизам, треска, ноќно потење и миграна. Состојки: 2 супени лажици суви листови од нане и литар вода. Можете да го комбинирате со лимон, одбегнувајте да ставите шеќер во чајот, потоа само председете го и уживајте во прекрасниот чај од нане. Ова терапија трае 7 дена, потоа правете пауза од 7 дена доколку сакате да ја повторите истата терапија. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49 68 4649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 28 и недела на 29 јуни. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 на минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. Имајте успешна работна недела. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle in Nahanta. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday same time. Good night.